Натоварен камион и автомобил изгореа откако синоќа се судрија на периферијата на Скопје. Екипи на противпожарната бригада и полицијата излегоа на автопатот кон Скопје од правец на Куманово за да спречат други трагедии во сообраќајот. Брзата помош ги пренесе двајцата возачи во болница, при што возачот на БМВ-то се здобил со тешки телесни повреди, но според надлежните е надвор од животна опасност. Од МВР соопштија дека извршен и увид на местото на несреќата. Синоќа во 23 часот во секторот за внатрешни работи Скопје пријавено е дека на автопатот Скопје-Куманово пред клучката за обиколница на град Скопје се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило БМВ со скопски регистарски ознаки управувано од АВ од село Бујковци Скопско и товарно возило Мерцедес со полуприколка со неготински регистарски ознаки управувано од љД од село Брест Штипско, при што двете возила се запалиле и целосно изгореле. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на патничкото возило БМВ, констатирани во комплекс клиники Мајка Тереза во Скопје. Увид бил извршен од увидна екипа од секторот за внатрешни работи Скопје. Но иако поминаа неколку часа по несреќата, сообраќајот е редуциран во тој дел од автопатот. Екипи за чистење ги отстрануваат остатоците. На терен излегува и царински екипи за да проверат дали целата стока во камионот била легална. Имено имало големи количини моторно масло, како и бројни пакувања алкохол и кутии цигари. Sipas ekspertizës, makina ka qenë duke lëvizur me shpejtësi të madhe, e cila nuk ka arritur që të frenojë në momentin e goditjes së kamionit nga pjesa e pasme e maunës, e cila ishte duke u rreshtuar në krahun e djathtë të autostradës nga Kumanova për në Shkup, pikërisht tek lidhja hipodromit që të shpije në rrugën e Qarkorës. Dhe si rrjedhoi, rruga mbetet e bllokuar deri në darkë derisa të bëhet pastrimi të gjitha këtyre materialeve, të cilat kanë qenë lehtësisht të djegshme si vajrat motorike dhe alkooli që shkaktoi flak në momentin e goditjes së makinës që thuhet se ka qenë e pajisur me plin. Надлежните велат дека изгореното масло на асфалтот бара време за чистење и ќе биде третирано од специјализирани компании. Остатоците од камионот и автомобилот ќе бидат однесени на отпад за Старо Железо. Еден работник изјави дека автомобилот кој бил на плин бил причината за првата искра на пожарот при несреќата, откако удрил во камионот натоварен со десетици лесно запаливи материјали. Има екипи на дигалки за подигање на возилото, екипа за подигање на моторното улје и за 6-7 сати тоа ќе се расчисти. Во депонија Дрисна. Дали треба да се третира посебно заради моторното улје е фирма која има дозвола за складирање и справување со АДР моторни улиња и така работи. Уште од утринските часови беа забележани долги колони на автопатот, бидејќи функционираше само една лента од Куманово кон Скопје, а нормализирањето на сообраќајот се очекува во вечерните часови.